И по 2 недели се уште гори планината Готен. Сите расположливи сили на терен, а помош доаѓа и од Словенија. Како што истакна градоначалникот на општина Берово Звонко Пеќевски, ситуацијата е иста. Вели дека огнот е далеку под контрола, но се преземаат сите мерки за да истиот биде изгаснат. Состојбата е непроменета од вчера, значи огнот е постижен, меѓутоа се уште не е далеко да стане под контрола, така да се преземаат сите мерки да истиот биде забавен и со подршка дополнителна од воздух, да може да се стави, да се намали неговиот интензитет. Има на терен се припадници на АРМ, секако на МВР Берово, на МВР, од национални шуми, призорената подспорна единица, значи генерално тие сите кои досега беа на терен остануваат и денес, веќе по медиум се информирани дека треба во текот на ноќните ги радиотерапевтски часови да пристигне единица од Република Словенија, која ќе биде стационирана во Берово и надевам дека од утре ќе бидат на располагање во справувањето со огнената стихија. Пеќевски рече дека опасност има кај оние што имаат викендици на тоа место. Тој останува дециден дека огнот ќе биде изгаснат. Има некои објекти кои веќе дел се евакуирани, дел се ставени под заштита, така да се уште огнот на поголемо расстојание од поголемиот број на викендици кои што се во тој предел, така да сега останува само, значи, подачи кај што гори шума. Инаку, според последните информации на Центарот за управување со кризи, на територија на Република Македонија се евидентирани вкупно 27 пожари на отворен простор, од кои активни се 7 пожари, под контрола 3, изгаснати 17 пожари. Дел од активните пожари се и пожарите во општина Василево и Радовиш, каде гори нискостеблеста шума, смрека, грмушки и ниска вегетација, а активен е и пожарот во општина Македонска Каменица, поточно во селото Косевица, каде гори борова шума. Дел од пожарите кои се пак под контрола се и пожарите во општина Штип и Карбенци, во општина Штип меѓу селата Драгоево и Селце, каде гори нискостеблеста шума, прнар и сува трева, а во општина Карбенци е во стабилизација пожарот во селото Јунузлија, каде гори само шума.